како до поголема општествена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Среќен 8 март до сите жени. Им благодариме на сите што ова утро ни испратија голем број на честитки поврзани со денот на жената, меѓународниот ден на жената. И благодариме на сите оние кои што веруваат дека жената има можност да се избори за своите права, а ние токму на оваа тема и го започнуваме денешното издание на Убав ден со Радио Пела во рамките на емисијата Одговорност и одговори. Ќе зборуваме токму за една посебна жена или жена која што едноставно ја има во голем број, можеби невидлива, можеби за вас незабележителна во однос на вашите активности кои што ги работите, но тоа е жената земјоделец. Бидејќи Македонија генерално е земјоделска земја, ние денес ќе започнеме нашата емисија токму со правата на руралната жена. За руралната жена и незините права поврзани како жена земјоделец, која спаѓа во категоријата земјоделски работник, ќе зборуваме со Марина Тошевска од локална акциона група Агро Лидерки во Гаштани, кои еве повеќе години работат на полето на локалниот рурален развој. Како оди работата со руралната жена и како оди работата со можноста да се развива руралната средина? Почитувани слушатели на Радио Пела, ви благодарам што денес имам таа можност баш на овој ден 8 март да зборуваме на една многу важна тема, тоа се жените земјоделки. Историјата на сите времења, особено денес, не учи дека жените би биле заборавени, доколку заборават да мислат на себе. Ова е една мисла од Луис Ото и ја би сакала да ја потенцирам и да побарам од вас денес гласно поддршка за жените земјоделки, зашто во моментов тие се оние што се соочуваат со најголемите предизвици во поглед на нивните права, не само кај нас, туку насекаде во светот. И јас викам дека не постои ограничување на она што ние како жени можеме да го постигнеме и со поддршка на сите нас заедно и со поддршка на другиот пол, на мажите, можеме да го направиме овој подобро место за живење за секој човечко битие, да работите на одржлив рурален развој, на подобрување на земјоделството и за заштита на правата на жените земјоделки е навистина предизвик, меѓутоа е нешто што ви окажува секогаш дека и со мал чекор вие сте на правиот пат. Како земјоделска земја што спомнавме, можам да кажам дека формалната вработеност на жените во земјоделскиот сектор, шумарството и за водостопанството кај нас изнесува веќе 17% од вкупниот број на вработени во државата, што јасно ни окажува дека овој сектор е многу значаен. Според податоците пак за неплатени семејни работнички, 64% се жени, а од нив 47% се жени од руралните средини. А кога веќе станува збор за жената земјоделка, баш во ек на пандемија видовме колку ни е значање земјоделството и пристапот до храна, и тогаш веќе свативме колку треба да ги вреднуваме. Со затворањето на локалните пазари сами видовме дека не можеме да имаме пристап до продуктите што ги сакаме и дека тие се произведени од рацете на нашите жени во нашиот регион и дека можеби треба да посветиме повеќе внимание како да ги мотивираме и да ги заштитиме овие жени, затоа што тие се столбот на нашите рурални заедници, а со тоа што придонесуваат и за развој на нашата земја. Сакате да кажете дека за време на пандемијата на некој начин жената земјоделец, и јас би рекла жена земјоделец работник, бидејќи спомнавте дека постојат жени кои што едноставно се работници во земјоделието, а не се ни регистрирани, затоа малку подоцна ќе зборуваме, но сметате дека жената која што земјоделец представува погодена, најмногу е погодена од пандемијата за време на пандемијата? Па, земјоделските работници, особено жените земјоделки, не само кај нас, туку не секаде во светот беа најпогодени од кризата и се уште се од пандемијата со COVID-19. Би рекле жртва на пандемијата, нели? И се најголеми жртви на пандемијата, а се уште недоволно
препознаени дека се жртви на пандемијата, додека земите на било какој начин се снаоѓаат во пандемијата на коронавирусот, политичките интервенции на секаде во светот веќе почнуваат да се однесуваат баш на специфичните потреби на жемните земјоделци, зашто се знае колку е клучно нивното значење за ублажување на тековниот економски пат, за забрзување на самиот процес на закрепнување на руралните области и за ублажување на сега веќе уште поголемиот јас на родова нееднаквост. Ќе се прашаме зошто македонските земи во земјоделството мора да признаеме дека непропорционално прострадае за време на пандемијата од COVID-19, бидејќи се влошија постојните структурни, економски, социјални, технолошки нееднаквости. Имавме правено истражување на 400 жени во Плавонискиот регион, односно на руралниот дел од општина Прилеп, Долнени, Кривогаштани и Крушево, каде што свативме дека кога веќе се размислувал за штедење во семејството, одма прва асоциација на штедење на пристапот до интернет и телекомуникацијска технологија од жените веќе се почна. Со тоа што тие дополнително се создава на дигитална раздвоеност и нееднаквост помеѓу мажите и жените, тие не немаат ни пристап, дури да пристапат до информации за основните, како да кажам, мерки што треба да ги презема за заштитот од пандемијата, да бидат во текст со ограничувањата, па да можат да добијат информации како да пристапат до ресурсите, зашто со затворањето на пазарите, карантинот, полицискиот час, не е само што они не може да продаваат своите производи на пазар и да обезбедат приход, не може ни да се снабдат со основните продукти за да можат да произведат. Но ја немаја ни информацијата. Немаја ни информацијата. Бидејќи тие и немаат време многу да ги користат овие дигитални техники, па верувам дека создаваше навистина проблем, затоа што еве да речеме вели информацијата дека утре пазарот во Прилеп ќе биде затворен, но тие немаат таа информација. Дополнително на тоа, освен недостигот на информации, јавниот транспорт веќе се ограничи, за разлика од мажите, жените се помалку ги имаат помалку оние вештини, да имаат возачки дозволи, па сами да имаат можности до мобилност. Дополнителен проблем, грижата на домот за децата, се затвори училиштата, значи грижата за децата и за постарите лица во домот од секогаш била на жените. Че она што интересно да кажам дека они сами не се свесни дека целиот товар на семејството го носат тие и дека пандемијата дополнително им отежна, а дополнително пак им ја зголеми нивната работна ангажираност. Во просек, значи, они од 11 дојде да работат 14-15 часа во текот на денот. Грижа за домот, грижа за семејството, за децата да можат да учат, мора дури да седат да учат, да им покажуваат на нивните деца со самиот недостиг на технологија, се уште образовниот процес не беше воведен во тек, па која платформа ќе се користи, па домашни задачи. Апсолутно и дополнително самата земјоделска дејност, што да бидеме реални, кај нас земјоделството е ептен трудово интензивна гранка, немаме некоја си модернизација, голем исчекор во модернизација на земјоделството и неголемиот дел од врските пак паѓа на жената. И некако остануваме, ова пандемија не научи и веќе почна поинаку и кај нас да се буди свесноста кој е значењето на жената земјоделка и дека навистина и од историски гледано, тие од секогаш нели биле моќни, истрајни жени, силни жени, така. Силни, посветени на развојот на заедницата кога веќе прави мојот и секој се соочувале со предизвици, а пандемијата ги нагласи овие предизвици, злоупотреба, нееднаквост, недостаток на можности, зголемена жртва на семејно наследство, непристап до социјални и здравствени услуги во руралните средини ги немаме. Не само во руралните, ние се соочуваме со предизвици во однос на здравствени услуги и во помалите градови. Меѓутоа ова дополнително го кажа фактот дека е неопходно кај нас да инвестираме и во социјално и економско заекнување на жената од земјоделка, доколку сакаме да создадеме одржливи заедници. И што се случи после пандемијата? Односно, пандемијата е се уште присутна, но имаме ли некаков исчекор, бидејќи вие направивте еве истражување, ги покажавте податоците, кажавте колку жената повеќе се вложуваше за време на пандемијата, кога станува збор за работата, за ненижизениот ангажман и за третирањето како жена работник, јас би рекла земјоделец, жена работник. Што, дали имаше некаков исчегор, дали владините економски мерки делуваа позитивно врз жената, земјоделец, работник? Па јас би скажала свој став и став од нашето истражување. Значи би потенцирала само една жена земјоделка што кажала, не сакаме добротворни цели или акции, потребна ни е само поддршка за да можеме повторно да застанеме на нозе. Значи, во владините мерки дел беше опфатено земјоделството, меѓутоа мерките не беа стрикно насочени кон поддршка на жената земјоделка.
Јас охрабрувам дека можеби треба да размислиме во следниот пакет на мерки да имаме поголема поддршка за жените земјоделки, па и за работниците во земјоделскиот сектор, заради тоа што тоа ни е повеќе од неопходност. А ние излезе новата програма за земјоделство и рурален развој за 2021 година, ја поддржувам и лани веќе ја поддржавме првата мерка, мерка 115, каде што жените може да добијат неповратна парична помош за развој на земјоделството во износ од 3.000 евра, 180.000 денари, што е навистина чекор напред кон зајакнување на жената и навистина таа да биде жена предприемач, носител на семејно земјоделско стопанство. Меѓутоа, со оглед на пандемијата, можеби ни се потребни повеќе и советодавни услуги, менторска поддршка и финансиски поддршка за жените земјоделки. Колку имаме жени кои што се регистрирани како жени земјоделки во Пелагонискиот регион во најмала рака, бидејќи вие тука и делувате? Би кажала најпрво на национално ниво, според официјалните податоци, од 171.000 регистрирано земјоделско стопанство, 37.186 жени носители на семејно земјоделско стопанство. Во Пелагонискиот регион на жени регистрирани како индивидуални земјоделки или носители на земјоделски стопанства, бројката според пак би рекла неофицијални податоци изнесува околу 5-6 илјади. Она што нашето истражување го покажа дека многу е мал бројот на жени кои што се регистрираат како индивидуални земјоделци. И мислам дека крајно време е, сега веднаш и одма според мене, да се почне да се разбудува свесноста дека е потребно да бидат регистрирани како индивидуални земјоделки, да можат да имаат пристап до здравствени услуги, меѓутоа да им се дадат поволности да можат да користат платено боледување, платено породилно отсуство, да имаат бенефити, да бидат рамноправни со другите жени работнички. И токму се префрлуваме и на другата тема, и на другото прашање поврзано со тоа зошто жените имавме една средба пред да ја започнеме оваа емисија, вие кажате дека жените не можат да го користат платеното породилно отсуство или боледување. Дали е тоа поради природата на работата? Прво да зборниме за жените кои што се регистрирани како земјоделки, или пак заради тоа што навистина има некаква институционална пречка да не го користат тоа? Значи, Оти жените кои што се регистрирани земјоделки плаќаат пензиско и здравствено осигурување. Зошто не го користат боледувањето, породилното боледување? Во оваа насока можеби најдетално законско објаснување ќе ви даде правник, меѓутоа ја ќе се потрудам зашто веќе подолг период работиме и веќе ги разгледавме сите закони, од Законот за земјоделство и рурален развој, Законот за социјални придонеси и осигурување, Законот за здравствено осигурување. Оно што стварно е интересно тоа што жените регистрирани индивидуални земјоделки се водат како вработени лица. Зашто ако се регистрирате како индивидуален земјоделец, прво услов е да сте невработен. Кога ќе се регистрирате, вие веќе станувате вработено лице. Затоа што жените во, да речеме, во преработувачката индустрија, жените кои што се занимаваат со самостојна дејност одредена, се пријавени, си земаат, плаќаат исто пензиско и здравствено осигурување, добиваат боледување доколку се разболат од пандемијата, доколку се добијат потомок и така натаму, добиваат боледување. Но зашто овие жени точно? И тие се, рековте дека се регистрирани, дека плаќаат пензиско и здравствено осигурување. Што е разликата? Тука најмногу треба институционално да ни одговорат, меѓутоа нашите согледувања на она што постои како законска регулатива кај нас е дека ова право нив им е скратено и со законот за дискриминација, значи они се крајно дискриминирани, да им малчинството универзално право и правото на платено породилно отсуство за жени работнички, вработени, зашто они се водат како вработени, е загарантирано право. Меѓутоа мислам дека треба да се настани меѓуинституционална соработка меѓу Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство и Министерството за земјоделство и да се најде решение да тие плаќаат социјално и здравствено осигурување, меѓутоа на пониска стапка. Меѓутоа правевме истражување со други земји како што е Хрватска. Верувајте дека стапката за жена фармери таму е скоро еднаква со она што тие го плаќаат кај нас како пензиско и здравствено осигурување. А воедно испоредувано со другите земји, се да не одиме многу далеку, да ќе речеме Австрија е многу напред од нас, меѓутоа во делот на социјала и на права, што се загарантирани човекови права и универзални права како мајчинство, можеби треба да
не се споредуваме со други земји, туку навистина да пристапиме и да најдеме најдобро решение, заради тоа што овој проблем не е од сега, уште со воведувањето на законот каде што може да се регистрираат како индивидуални земјоделци, вршители на земјоделска дејност, значи зборам од 2011 до денес не користат такво право. Единствено такво право имаат искористено, значи со регистрирани постоеше во 2007 можност да се регистрираат земјоделските стопанства како индивидуален земјоделец, меѓутоа да плаќаат придонеси баш како на минимални примања. Тие жени што се регистрирани во такви стопанства, каде што како бизнис ентитети, каде што примарна дејност земјоделската може да користат, но индивидуалните земјоделки не. И мислам дека вовдека треба сите жени да покажеме солидарност, заради и поддршка да дадеме, зашто сме свесни колку земјоделството е трудоинтензивна работа. И освен тоа, тие не можат, за разлика од другите што сме ротени од други сектори, што знаеме дека на први имаме плата, тие немаат секој месец редовни месечни примања. Зависат од климатски промени, ако падне град, нема да има плод, нема да има приход во семејството. Еве тие што продаваат на локални пазари, се затворат пазарите, нема приход во семејството. За разлика од мажите, тие имаат помалку пристап и до заштити и до кредити. Свесни сме дека многу е тешко во рурална страни како земјоделец да пристапите до кредит во банка. Посебно ако е жена. Па и ако е жена, дополнително пандемијата ја нагласи и нееднаквоста во пристапот и правата на земјиштето. Многу мал процент на жени, не само кај нас, на светско ниво, се и сопственици на земјиште. А цело време се ангажирани, нивниот труд не е ни доволно препознат. Мислам дека и се надевам дека институциите ќе го слушнат нашиот глас на сите нас жени заедно и дека ќе ги препознаат жените земјоделки и ќе им ги дадат правата, зашто овој случај зборуваме и за дискриминација во однос на права на жена работничка во земјоделие и жена работничка во друг сектор. Марина, Лак Агро лидер Кривогаштани се обидува овие предизвици да ги пренесе и се обидува да најди решенија за голем број, бидејќи пак реков наменска емисијата по повод 8 март, денот на жената и незината битка за правата, а за да се изборат за своите права, навистина не запознавте со една категорија на работници кои што телефоните во секој момент звонат, инаку може би слушаат нашите следачи, слушатели на Радио Пела дека постојано пристигнуваат честитки и по повод 8 март и честитки до вас како организација која што се грижи да најде некаков начин за да може жената земјоделка како работник да биде повреднувана, бидејќи некако што кажавме на почетокот сме земја која што земјоделството ни е една од најголемите сфери, но спомнавте вие и во рамките на вашата дискусија дека постојат и неплатени семени работнички, јас така би ги рекла, и изразот е тој кој што го користите и вие, кои што работат во земјоделието, но никогаш не биле платени за својот труд. Тие се платени како семејство, бидејќи придонесува жената максимално, одржувајќи го фармерството, земјоделството, полјоделството и така натаму, но тие никогаш ниту имале пензиско, ниту имале здравствено осигурување. Какви се вашите сознанија, па и насоки кон тоа да се избори секоја жена да го има тоа право? Јас од истражувањата што ние го спроведовме како локална акциона група на нашава територија, меѓутоа ги пратиме истражувањата на другите организации кои што го работат секторот земјоделие и рурален развој и секако сме ги следиме анализите на релевантните институции во овој поглед. Да, бројот на неплатени семејни работнички е голем и особено овој голем, како што кажав, 64%, и особено овој број 47% од нив се жени во рурални средини. Они стварно работат, придонесуваат во приходот во семејството, меѓутоа нашето истражување покажа дека многу мал дел од нив, не сакам со проценти, еве да поради тоа што работиме само за пелагониски, неколку општини сега се офатени, само мал дел од нив дури учествуваат во процес на донесување на одлуки за приход каде што учествувале да се постигне. Значи претежно и самите одлуки на ниво на семејство, да не правам на повисоко ниво како што е на ниво на локално делување, да учествуваат во крејне политики, они немаат учество. Се надевам и знам дека ова е процес и дека треба време, меѓутоа можеби треба по
активно да се делува на разбудување на свесноста за да овие жени влизат во формална економија, да бидат регистрирани, со тоа и да се стекнат со дополнителни права кои што му следуваат. Јас не е само кај нас, значи во многу други земји во светот, се не се споредуваме секој со Европска унија, они се секој викаме дека се чекор понапред, меѓутоа еве со други земји во светот каде што се сочуваат со истиве предизвици како кај нас, веќе се започна се прави чекор напред за да се поддржат овие жени да не влегуваат во таа неформална економија, во таа категорија на неплатени семејни работнички, туку навистина нивниот труд да може да биде ценет и вреднуван и да им се даде местото во општеството кое што навистина го достигнуваат со нивната работа. Бидејќи вие ги правите како Лак Агро лидер, ги правите овие истражувања, анкетирања, сте во руралната средина, бидејќи тоа е вашата мисија, има ли некакви предлог мерки кои што ги презентиравте или ги презентирате за да може да се слушнат овие проблеми, но и се разбира да има и некакво решение. Колку е вашата блискост или соработка како невладин сектор, како Сдружение на граѓани со владините структури за да може едноставно навистина да се соработува, бидејќи вие сте теренците на некој начин. Вие сте тие што го истражувате делот во кој што го работите поврзано со земјоделието, руралната средина и еве сега акцент на руралната жена. Има ли некој исчекор, барем еден чекор напред? Па ја би сакала нескромно да кажам дека Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, воено и Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството секогаш биле отворени за соработка со нас. Континуирано работиме, во моментов веќе работиме на компаративната анализа и се надевам дека наредниот месец веќе финално ќе ги имаме препораките што сакаме да ги доставиме до Министерството за да може да се воведат мерки и за поддршка на жените да се опорават и да станат понеосетливи на пандемијата со COVID-19, меѓутоа и за решавање на низа други прашања што се битни во руралните средини. Јас би напоменала дека доколку сакаме да економски да закнеме жената, мора да ја возможиме и пристап до социјални услуги. Не можеме женава да ја внесеме во пазар на труд како вработена личност, ако она нема која се грижи за децата. Еве општина Долнени нема ни една градинка, правиме муабет за општина, рурална општина со 37 населени места. Значи со бројна жена, пристап до институционална поддршка, менторска поддршка за започнување на своји бизниси, развој на претприемништво во рурални средини. Ги имаме мерките, достапни се и преку ИПАР програмата, европските фондови, и преку поддршката во земјоделство и рурален развој програмата што е на владата. Меѓутоа мора да се работи поинтензивно на терен, како жените да можат да пристапат до овие мерки, да се регистрираат, а за да можат да ги користат по овие мерки, пак кажувам, пристапот до социјални услуги не е многу важен. Дополнително сакам да ги охрабрам, еве веќе ни се ближат локални избори, дека во идните програми како организација очекуваме да се стави поголем акцент на поголемо вклучување не само жените во руралните средини, на жените во процесите на креирање на политики, донесување на одлуки, што една мисла на Рут Бадер Гинзбург, жените припаѓаат на сите места каде се носат одлуки и никогаш не треба тоа да е исклучок. И можам гордо да кажам дека еве имаме примери земји во светот како Естонија, каде што жените што ги водат овие држави веќе се издигнуваат на пиедесталот. И можеби е крајно време на вистина на жените да им се даде местото што го заслужуваат. Ние зборуваме, имаме закон за заштита од дискриминација, родова еднаквост, поголемо вклучување на жените во политиките, нонстоп тоа теоретски го зборуваме, меѓутоа ни е потребна примена на законите во пракса. Јас би спомнала дека во 2019 се подпиша меморандума за соработка помеѓу телото на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените и МЗШВ, што е голем чекор напред за соработка за да се постигне родова еднаквост, особено во руралните средини каде што рековме дека родовиот јас е многу голем. И се надевам дека со интензивна работа веќе се оформија секторски групи, заедничко делување на граѓанскиот, јавниот и нормално приватниот сектор, дека ќе се направи некој чекор напред. И до ден денес, ако почнеме од 1900 година кога почнаа жените гласно да зборуваат за своите права, зашто го добивме денешниот ден 8 март како меѓународен празник на жената, и на сите оние борби што досега се препознаени од страна на жените, да се направени изоден е долг пат, меѓутоа останува уште долг пат пред нас и треба да се обединиме и да се избориме. И овој ден ќе го искористам да ги поздравам мажите,
дека и да им кажам дека со економското заекнување на жените, они нема да се чувствуваат обесправени, туку напротив, баш ќе имаат поекономски постабилна средина каде што ќе живеат и ќе напредуваат заедно. Значи тоа ни е светот покажал дека само со заеднички исчекор на мажите и на жените може да има секоја држава прогрес напред. Време и ние како држава да го покажеме тоа. Да се надеваме и јас во оваа прилика, бидејќи таков е денот во името на Радио Пела, во името на мојот колега од другата страна на техниката, сакам да ви го честитам 8 март и да се изборите за правата на руралната жена. Се надевам дека во идната емисија ќе зборуваме за многу повеќе права за жени кои што донесуваат навистина квалитетни одлуки од праксата која што ја имаат во земјоделието, и вам ви посакувам успех во битката да направите подобро место на живење како здружение, подобро место на живење за сите, но и за жените. Среќен 8 март. Ви благодарам многу за поканата и ви како медиум ви се заблагодарувам што веќе ја отворате оваа тема, и заради тоа што без поддршката на медиумите и ние граѓанските организации не можеме да го обезбедиме влијанието што сакаме да ги имаме во општеството. На секоја жени го честитам празникот 8 март и ги повикувам да бидеме гласни, за да не слушнат, не за да викаме, туку за да бидеме гласот и на оние што се воздржуваат, и само со заедничко истапување и со поддршка навистина можеме да го добиеме заслуженото место во ова општество. На сите им го честитам празникот 8 март. Жени, од мене да блескаме секогаш, секој ден, не само денес. Ви благодарам. Како да поголеме општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.